Црквата Свети Кирил и Методи во близина на гимназијата нема да биде отворена на 24 мај, денот на сесловенските просветители. Информацијата ја соопшти денеска митрополитот по Вардарски Агат Ангел, според кој отворањето ќе се случи во втората половина од годинава. Осветувањето на храмот според плановите најверојатно ќе биде извршено во месец ноември. И да можеме, дај Боже оваа година, јас сакам и сите сакаме да осветиме, но нема да се осветува на денот на Свети Кирил и Методи. Ќе бараме друг ден и тој ден ќе ни биде ден кога ќе се посетуваме на осветувањето и ќе славиме јубилеи. Така да секоја година ќе имаме еден ден повеќе за празнување, кој ќе биде јубилеен ден по повод осветувањето на соборниот храм Свети Кирил и Методи во Велес. 5 мина академски сликари, најмладата тајфа за ѕидно сликарство Свети Лука, работат на фреско живописот во храмот Свети Кирил и Методи. Од вкупната површина на живописот кој изнесува околу 1400 метри квадратни, останува да се доизработат уште околу 300. Се е готово, само фреско живописот има уште 350 квадрати, колку што сум информиран. Се надеваме дека до септември, октомври некаде би требало да биде, сега не дај Боже, што да не се случи. И може би оваа година во ноември таму, ако стаснеме, ни требаат и полилеи, не се набавени уште полилеите, многу средства се тоа, не знам. Треба да обезбедам средства за тоа и така ќе видим. У 60.000 евра коштаат полилеите само. Црквата Свети Кирил и Методи со византиски стил, еднокоремна со кршен камен и камбанарија, која е надвор од објектот, е дело на архитектот Тодор Паскали од Охрид. Иконостасот го изработи копаничарот Љубомир Бисин, а е направен од парено ореово дрво. Храмот започна да се гради пред 8 години.